Филип, какво е чувството да бидеш на сцената на Макфест? Па секогаш одлично. До душа втор пат сум денес тука, меѓутоа секогаш е добра атмосферата. Многу ми е драго што се продолжува оваа традиција и што има волку добри артисти како што се денес. Која песна ти влезе во увод? Другите артисти и дали имаш фаворит некој? По фаворити имам. Не знам, многу ми се фаворити. Лара ми е најголем. Александра Јанева и Лара ќе ги издвојам. После ми е Роберт Билбилов, Калина, Полина, Светле. Има многу. Денес има страшни вокали на Макфест, така да не можам да се одвојам за некој посебно да кажам нешто. Благодарам. Инаку изгледаш прекрасно, морам да те пофалам. Кој се погрижи? Благодарам. Кој се погрижи за твојот изглед вечерва? За мојот изглед секогаш се грижи Филип и само Филип и никој друг. Браво. Кој е мотото кое те води во животот? Мотото во животот, не знам, немам некое специфично мото. Секогаш ми било, да кажам, предизвик да бидам само нормален, реал. Како што зборам со тебе вака сега, така сум и на бина, така сум и со другари, така сум и дома. Секогаш да бидам нормален, како што сум. Да, природно. Нема друга формула. Тоа е се. Што би се случило доколку победиш вечерва? Како ќе ја искористиш наградата? Не знам дали ќе победам, ја искрено не сум дојден тука за да се надпреварувам, можеби малку клише звучи. Тука не сум дојден за да се надпреварувам, тука сум дојден за да учествувам. Музиката не ја гледам како надпревар, можеби и затоа сум единствен пејач кој што не се појавил у ниедно музичко шоу да се надпреварува. Меѓутоа, доколку победам, мојот дел од наградата сигурно ќе отиде во хуманитарни цели, ама дефинитивно. Благодарам многу, Филип, и остани позитивен како што си до сега. Благодарам. Драго ми е што бе ваш гост.